Специјалното јавно обвинителство ја отворила истражната постапка наречена Титаник, која се однесува на дела поврзани со изборите, соопшти денеска специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Од обвинителството посочија дека е отворена истражна постапка за злосторничко здружување, повреда на избирачкото право, подкуп при избори, уништување на изборни материјали и злоупотреба на средства за изборна кампања во 2012 година. Оттаму соопштија дека е доставено барање за притвор за 8 лица, а додадоа и дека едно лице веќе било приведено и изведено пред суд. Теренското истражување на јавното мислење врз репрезентативен примерок од 1006 испитаници на возраст над 18 години покажува дека дури 50% од граѓаните немаат доверба во специјалната обвинителка Катица Јанева, за разлика од 32,4% кои го мислат спротивното. 35,4% сметаат дека Јанева е поблиска до СДСМ, а само 1% сметаат дека таа е поблиска до партијата ВМРО ДПМН. 19,9% сметаат дека таа ги следи упатствата и е под влијание на амбасадорите на Соединетите Американски држави и на Европската Унија. Секој треба да си ја направи својата работа во својот дел и на своја територија за да можеме да имаме резултати кои ќе обезбеди хуман третман, но и безбедна и сигурна ситуација во однос на справувањето со мигрантската криза, се согласиле на денешната среда во Скопје министрите за надворешни работи на Македонија и на Австрија Никола Поповски и Себастијан Курц, кој во рамки на балканската турнеја низ 6 земји денеска престојува во Македонија. Се договоривме дека Австрија ќе даде поддршка и тоа не само персонал од редовите на австриската полиција и војска, туку истовремено и опрема за да и се овозможи на Македонија на најдобар можен начин да се справи со предизвикот, рече Курц. Колку мигранти ќе влезат во Македонија зависи од тоа колку мигранти ќе бидат примени во земите членки на Унијата. Колку ќе биде тој број, толку ќе пуштиме да транзитираат низ Република Македонија. Австрија може да прими 37.500, таа истата бројка треба да се стави за капацитет за абсорција во Германија, во Шведска и во сите други земји и на тој начин ќе се добие тоталниот број колку ќе се определи, колку луѓе ќе можат да минат низ македонска територија, појасни министерот Поповски. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов од денеска учествува на 52-та Минхенска безбедносна конференција, придружуван од министерот за надворешни работи Никола Поповски. Во фокусот на годинашната конференција ќе бидат војната во Сирија и состојбите на Блискиот Исток, бегалската и мигрантската криза, безбедносната состојба во Европа и евроатланските интеграции. Председателот Иванов ќе има обраќање на панел дискусијата кон натамошната евроатланска интеграција на Југоисточна Европа, на која ќе учествуваат и председателите на Хрватска и на Словенија, Колинда Грабар-Китаровиќ и Борут Пахор и премиерите на Црна Гора и на Косово, Мило Ѓукановиќ и Иса Мустафа, соопшти кабинетот на македонскиот председател. Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги повикува граѓаните да си ги подигнат електронските здравствени картички. 3 недели се минати од изработката и дистрибуцијата на картичките во подрачните служби, а досега се подигнати околу 33.000 електронски здравствени картички од вкупно изработени над 106.000 за лицата кои имаат поднесено барање и уплатено, а ги немаат добиено картичките. Заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов најави 9 тужби за незаконско работење и прекршување на административните процедури и предлози за времени мерки против министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски. Таа разрешила 9 директори на центри за социјална работа и јавни установи, кое разрешување, како што оцени Спасов, представува невиден политички реваншизам и притисок врз вработените во министерството и институциите и одговорните лица во нив. Спасов истакна дека дел од назначените директори не ги исполнуваат условите да извршуваат таа функција, а еден од 9 директорите, назначен од Ременски, немал високо образование. Грчката полиција употреби солзавец за да ги растера земјоделците кои предпладнето фрлаа камења врз зградата на Министерството за земјоделство во центарот на Атина, каде што се одвива протест на земјоделците. Тие протестираат против плановите на владата за зголемување на пензиските придонеси и даноците.